По цели 2 години Ристе Бањоглав од Крвинското село Долни Балван повторно живее во татковата куќа. По неверојатно тешка и неизвестна борба тој успеа да се спаси од лихварот и сите извршители кои му доаѓаа на врата. Беше многу тешко. Не знаев тој момент каде да одам, што да правам и каде да ги носам децата во тешки моменти, но меѓутоа треба да се издржи во животот. Сум поминал многу во животот. Покрај сите маки што ги имав, со извршувањето, со полицијата, фактички со државата, апелација по нивно барање на извршителката, која што ни уништи целата куќа, ни ги врати стварите и она што го зборев и тогаш и сега што го кажувам е дека правдината излезе на виделина, дека објектите и куќата не се предмет на извршување. Што Бањоглав го држеше во долгата правна битка со системот, но и со лихварската бескрупулозност. Целиот процес и причината затоа што аргументите и фактите беа на моја страна, ја го докажував тоа. И лядници документи, и лядници писма пратени до претседатели на судови. 18 пати да лицитираат еден имот од 643.000 долг на 1.200.000 да ги го вратам и плюс тоа за да те селат и за да овој правен систем, значи овој правен систем треба да се промени. Јас се борам и се борев и тогаш и сега. Вистината за да ја докаже да ја докажам ми требаше цели 2 години. Освен неверојатната упорност и одлучност, Бањоглав потенцира дека без помош на блиските и пријателите, неговиот имот одамна ќе беше во имотните листови на лихварите. Најнапред да и се заблагодарам на моите пријатели кои што имам должничко доверителски односи кон нив, кои што имаат трпение. Ми помогна цела македонска јавност. Ми помогнаа луѓето кои што работат и во Министерството за правда и во судовите фактички. Сега, Бањоглав тврди дека е на нови патики и со нов ентузијазам во животот и пред себе има неколку задачи. Најнапред сакам да излезам од овој лавиринт, од судските процеси, кои што се веќе при крај. Бидејќи финансиската ситуација на луѓето, на сите луѓе, буквално, кога ќе немаат крај или кога ќе нема сметки да си ги платат, нискиот просек на стандардот на државата, корупцијата во системот ги тера да се задлужуваат, но меѓутоа да ви порачам, немојте да се имате работа со лихвари. Лихварите се најпроклетите луѓе во животот и проклето завршуваат. Нема аир од лихварски пари. Било да ги инвестирате или да ги вратите на лихварот.